За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите караѓорѓева шницла. Филето го ставаме на даската за сечење и му ги отстрануваме мрсните делови доколку ги има. Го засекуваме филето по должина, формирајќи површина за ролат. Го покриваме месото со најлонска фолија и го толчиме со дрвен чук. Ја тргаме фолијата, го посолуваме месото и го наросуваме со мелен црн пипер. На средината на месото по должина го нанесуваме кајмакот. Ги превиткуваме краевите на месото и повторно го прекриваме со фолија. Со дрвен чук ги толчиме краевите на месото и ја отстрануваме фолијата. Потоа го виткаме ролатот. Две јајца кршиме и ги матиме со вилјушка. Го валкаме ролатот најпрво во брашно, потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки. Повторно го валкаме ролатот во изматените јајца, а потоа во сусам. На крајот ролатот уште еднаш го свалкуваме и го наросуваме со лебни трошки. На оган ставаме тава за пржење и во неа масло да се загрее. На крупната страна од рендето во подлабок сат ја рентаме киселата краставичка. Го додаваме мајонезот, една лажица павлака и промешуваме. Зачинуваме со мелен црн пипер и уште еднаш промешуваме, со што тартар сосот е подготвен. На загреаното масло го ставаме ролатот да се пржи. За време на пржењето, ролатот го превртуваме, за да биде рамномерно испржен од сите страни. На оган ставаме уште една тава за пржење и во неа масло да се загрее. Зелените делови од еден страк прас ситно ги сечкаме. Откако ролатот ке порумени од сите страни, го вадиме од тавата и го ставаме на чинија обложена со хартија, за да ја впие непотребната мрснотија. На загреаното масло во втората тава ги ставаме парчињата прас да се пржат. Промешуваме и посолуваме. Во тенџере на оган ставаме 200 грама млеко. Посолуваме и го додаваме прашокот за инстант пире. Мешаме со жица за матење. А откако пирето ќе ја добие потребната густина, го додаваме испржениот прас од тавата. Мешаме со жица за матење. На двата краја на чинијата за сервирање ставаме листови зелена салата. Потоа на едната страна на чинијата го сервираме пирето. И со лажица брановидно го шараме. На другата страна од чинијата ја ставаме караѓорѓевата шницла. Украсуваме со гранчиња француски магдонус и шери томати. На двата краја на караѓорѓевата шницла со црпалка ставаме од претходно подготвениот тартар сос. Добар апетит!